можеме да почнеме. Согласно член 38 од статутот на општина Битола, свикувам седница на Комисија за урбанизам и заштита на животна средина на Советот на општина Битола на 17.9.24 година со следниот предложен дневен ред. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши согласување на намената на бесправните објекти во идна урбанистичка планска документација на КП 1070 катастарска општина Логоварди, одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Дихово, КП 693/1 и 693/2 во идна урбанистичка планска документација. Иста ваква одлука за КО Дихово, КП 743, како и за КО Дихово 862/2, Иста одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправно изградените објекти на КО Дихово 1016/3. Потоа во КО Дихово КП 557/3, КО Дихово 726/6, следно точка број 8 КО Битола КП 18040, КО Ротино 872/42, повторно точка број 10 КО Ротино 872/10, па КО Ротино КП 367 362/3 и 1023, КО Цапари 2455, КО Буково 3229 и КП 4478/7, КО Буково КП 168, КО Буково КП 685/7, 685/2, КО Букова КП 3300, КО Левени 29/2 и 29/3, КО Левени 27/7 и КП 27/7, КО Левени 33/6, КО Левени КП 733/7 и КО Бистрица КП 255. Вкупно 21 предмети имаме, кои треба да ги разгледаме, односно 21 точка. При формирање на дневниот ред од службите беше побарано да бидат донесени исклучиво одобрени предмети за легализација во кои нема да разговараме за несоодветна намена, освен првата точка која имаме образложение зошто би требало да ја разгледаме. Кој е за предложениот дневен ред? Значи се прифаќа дневниот ред, тројца за. Со оглед на тоа, јас се извинувам, не констатирав дека имаме кворум. Од 5 члена на комисијата, тројца се присутни, со тоа имаме кворум за работа. Првата точка е одлука за утврдување на потребата за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши согласување на намената на бесправните објекти во идна урбанистичко-планска документација. Само во овој предмет имаме промена на намена и затоа ќе го замолам представникот од администрација да ни објасни за што се работи. Добар ден на сите. Со оваа одлука се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на бесправните објекти со намена B46 други деловни простори со намената на земјиштето утврдена во општиот акт за село Логоварди, спорт и рекреација и вклопување на истиот во идна урбанистичко-планска документација. Барањето е заведено под УП 27.12487/2012
Објектите се наоѓаат на катастарска парцела број 1070 за КАО Логоварди, се работи за зграда 1 и 2 со намена B46, а барател е општина Битола. Значи се работи за објекти кои што се од подамна изградени, не биле инвентаризирани и законот оставя можност да се легализираат. Ти имат според записники по приложен геодетски елаборат намена други деловни простори, а општиот акт земјиштето според општиот акт земјиштето има намена спорт и рекреација D3. Добро, само да појасниме дека и земјиштето и објектите се во сопственост на општина Битола, значи немаме приватен сопственик, туку се во сопственост на општина Битола. Да, и баратело за реализација исто општина Битола. Добро, то треба да се појасни затоа што нема да се формира друга парцела на друго лице, затоа што доколку намената беше несоодветна, а објектот беше изграден од друго лице, не од општина Битола, тогаш ситуацијата ќе беше поинаква. Да, на општината, да. И земјиштето и објектите. Останатите 20 легализации, како што напоменав, се исклучиво легализации кои се наоѓаат во НОПФАТ и кои се во кои не правиме измена на намената на земјиштето на кои биле изградени, значи останува не ја нарушуваме намената предвидена со каков и да било друг урбанистички акт кој е донесен за таа површина на која што се наоѓаат објектите и од сега натаму ќе се разгледуваат само предмети кои се со целосна оправданост на комисијата која ни ги доставува на разгледување за кој може да донесиме одлука. Благодарам, некој нешто за предметите да има да праша? Значи, како добро ве слушнав, зборате за првата точка кај општината бара легализација. На собствен објект. Значи, општината не си го легализира собствениот објект. Тоа што го направила незаконски, така? Многу е одамна е објектот изграден. Одамна нека е? Да, али е незаконски, да. Ако институциите општината работела незаконски, ние сега го законски го правиме. Значи нешто што можело да се изработи како што треба, ние го легализираме сега. На јавноста му кажуваме дека институцијата не работела како што треба. Оти може сега да се работи нешто или па пред година дена и по 10 години да легализира. Значи мене не ми е јасно како може општината да бара легализација на објект. И ние сега тоа да го одобриме без оглед за што е намената. Значи нека е најпозитивна намената. Општината бара легализација на нешто што е нелегално. Пораката кон граѓаните е јасна. Во секој случај, ваквиот начин на легализирање е стимулирање на правење на дивоградби. Меѓутоа, ова е законско решение. И јас не се слагам со ова законско решение, меѓутоа мора да го почитувам законот. Иначе, со ниедна легализација, за мене ниедна легализација нема оправдување. Меѓутоа, имаме законско решение кое треба да го почитуваме. Тоа е ставот кој јас самата се негирам себе си во сето ова што го кажувам. Постои закон за легализација. Некој го донесе, некој го усвои и ние не можеме, туку мораме да работиме согласно закон, без разлика што ниедна легализација не е коректна и не требаше да се дозволи да стигнеме до ваков закон. Меѓутоа, тоа е како што е. Се надевам дека ќе има разум и нема ваквиот закон да биде продолжен. Почитувана председателки колешке Анастасија, значи ако ништо не било легализирано од општината, кој што законот е напишан, ама не е толку штур како што кажете вие, ако не го потпиши градоначалникот, нема да помине легализацијата. Да.
И тоа е законско право, дел од законот кој што го спомнувате. Значи, ние, ако на комисија не помини тука, нема да помини, нема да биде легализирано. Значи, ние, тоа е зашто држиме комисија, ако законот е така да му дава гјутуре на сите, што велиме, народски кажано. Значи, сепак, кога општината не дала согласност за таа парцела, за тој објект, тогаш и се заработило дивоградба, која е причината сега толку битна на таа место да ја легализираме? Оти било намена за спортски, за терени, сега ќе ги направиме за нешто друго. Ние стимулираме, му велиме граѓани, ало, правите си дивоградби, оти ние како општина легализираме дивоградби, кој ќе ни текни. Може не сега, ма по 5 години, 10, ако ни текни, заради намената ќе си стимулираме. Зошто ја држиме комисијата? Зашо ни е потребен тоаш градоначалник? Нека си тера собранието, зошто ни е потребна децентрализација да одлучуваме ние тука на комисија за урбанизам. Јас навистина не знам за објектот, да не ме сватите погрешно. Нити ми е од интерес, нити од значење. Меѓутоа, институцијата Совет, прво се деградираме ние, потоа градоначалникот и натаму му јавуваме на граѓаните, ало, немате потреба да плаќате вие законски товарски комунали, па да зборуваме колкав е приливот на средства во буџетот. Слободно градете си, кој ќе дојде за легализација, ќе му го најме чарето. Колега Корлевски, намената за тоа што ги разгледуваме овде сите легализации, дали тие ја нарушуваат урбанистичката, се вклопуваат во планската документација, да не излегуваат на пат, да не сметат, да не... Одиме кон тоа разгледување. Иначе, законската можност е таја... Се извинувам, менде, молим те. Законската можност, ние сите легализации можеме да ги одбиеме. Ставот на одредени советници овде е јасен. Многу од нив, дел од нив, не ги прифаќаат легализациите на било каков начин, дали се вклопуваат или не се вклопуваат. Ова што денес ние го разгледуваме е дали со ова се дава можност да се отуги градежно земјиште, кое е во собственост на општина Битола на друго лице, тој останува во склоп на општина Битола овај објект и останува во склоп, тој е многу мал дел од парцелата, јас ги имам документите овде, го гледам, значи не се нарушува, терените остануваат, не е дел од терените објектот, е многу мал објект. Искрено, одлуката е дали е ова во согласно закон и дали ние ќе го прифатиме. Не ве разбирам, ова вие што го кажувате сега е став дека за сите легализации треба да бидеме негативно расположени, затоа што идат на совет. И се дел од советниците, меѓу кои и јас негативно расположени кон легализациите. Меѓутоа, ако комисијата донела одлука дека е се во ред, ние ги поставуваме овде и ги разгледуваме, а наше е секој да си го искажи ставот, дали ќе ги прифати или не. Меѓутоа, да не бидат поставени и разгледани, не може. Не знам некој друг дали. Вака председателке. Мал дел велите, така? Дивоградба беа поставени игралишта до главниот стадион. Сега нема пристапна улица. Брза помош не може да стигне заради тие игралишта. Треба да срушиме. Ете еден мал дел. Не може да се направи нова трибина таму. Не може, ти ги има тие терени, треба да се срушат. Нешто што се вложило финансиски средства, без оглед дали е централен буџет или локално, значи пак велиме. И тоа е земјиште на општина Битола, стадионот, ја 7 милион работи, можем да ви кажем, објекти, кај што намената било земјиште, не е на приватник, први се прави дивоградба и после, тоа е неплански. И сега ние ако збориме како представници на општина Битола, дека сакаме градот, така Битола, најградскиот град, така се по план културолошки, како што ќе ни дојди, значи ние сега менваме
зависност од годините. Сега во 5 години така. Во Турско се планирало за 100 години. Ние за сега како што ќе ни текне. Значи, јас, извините, почитуван колега, мислам дека таа е друга тема. Дека ние зборуваме за урбанизација и за легализација. Од една страна, мора да стимулираме урбанизација, а од друга страна, сакали или не ќе постои закон за легализација и мора да го почитуваме. Денес разгледуваме точки по тој закон за легализација, кои се во нов фат, овие останатите 20, се во нов фат и се со позитивно мислење од комисијата која ги разгледувала. А тоа дека постојат дивоградби кои нарушиле урбанизирани делови од градот и не може да се реализираат урбанистичките планови, тоа е вистина, меѓутоа тоа е друга тема, не е тема сега во моментот на оваа комисија. Дали некој има поднос на точките забелешки да дај и коментари? Дали може да гласаме поднос на точките? Златко, 5 минути пауза, Златко, да се врати. Можеме да преидиме на гласање. Дали ќе гласаме предмет по предмет? Точка број 1 само има намена, таја може да ја гласаме издвоено, а другите сите предмети, доколку имате забелешка на некоја точка, кажете, ако не, ако ист ставот, да гласаме за сите точки заедно. Точка број 1, одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација, со која ќе се изврши согласување на намената да бесправните објекти во идна урбанистичко-планска документација на КП 1070 КО Логоварди. Може да гласаме, Златко? 2 за и 1 воздржан. Останатите предмети ги разгледавме овде со општинската администрација. Дали имате забелешка кон некој предмет или може за сите заедно да се гласа? За сите заедно, да. Од точка 2 до точка 21 да гласаме. 2 за и 1 воздржан. Со тоа ја заклучувам Комисијата за урбанизам и заштита на животна средина.